СДСМ излезе со нови детали за тендерот во вредност од 9 милиони евра. Социјалдемократите ја обвинуваат ВМРО од ДПМН дека наместила јавна набавка во која вториот човек на компанијата која го добила тендерот е Глигор Поцев. Портпаролката на партијата рече дека станува збор за истата ситуација како што ја нарече криминалната шема на тендери од претходниците во ВМРО ДПМН. Скандалот со тендери вредни 9 милиони евра, дадени на фирма од две лица, основана од пред само една година, јасно покажува дека кај Христијан Мицкоски владее истата криминална школа на Никола Груевски, на Сашо Мијалков. Методите почитувани се исти. Милионски тендери платени од пари на граѓаните, на фирми со сомнителна или релативно непостоечка историја. И целта е иста – богатење на партијата и поединци од врхушката на власта. Од ВМРО ДПМН реагираат, велејќи дека СДСМ стигнала до точка да зборува за тоа кој и каде е вработен во приватни компании и тоа да го представува како наводен скандал. Според ВМРО ДПМН, списокот на скандали, афери и манипулирани тендери во СДСМ е долг. Тие ја повика опозицијската партија да ги разгледа сопствените редови и да ги исчисти од структури кои, како што велат, се докажано криминални, а кои сакаат да ги прикажат како нови лица. Вчера тие тврдеа дека првиот работник во спомнатата компанија бил роднина на Димчо Арсовски, а откако тој спин пропадна, излегоа со нов спин за да се оправдаат. Не треба да ги заборавиме ни криминалите на Драги Рашковски, кој како генерален секретар на владата спроведуваше тендерски постапки за набавка на софтвери за кои никој не знаеше или не ги користеше. СДСМ побара институциите да спроведат истраги и да ги најдат одговорните, нагласувајќи дека овие дела не застаруваат и дека, како што рече Кузеска, мора и ќе има одговорност. Таа додава дека Поцев бил сведок во случајот Таргет Тврдина за уништување на уредите за масовно прислушување, како тогашен вработен во ДБК во периодот на Сашо Мијалков.